Дали државата профитира во време на пандемија со тоа што тестирањето за коронавирус го плаќа 3 до 4 пати поскапо од приватните болници? Министерството наплатува 4950 денари од Фондот за здравствено осигурување по тест, додека во приватните клиники тестирањето чини од 1200 до 1500 денари. Пациентите реагираат, а за министерот Филипче цената била регуларна. Станува збор за цена по која што Фондот за здравствено осигурување ги откупува услугите кон Институтот за јавно здравје, односно центрите за јавно здравје. Значи, цена на чинење е таа сума значено поголема од тоа што се шпекулира, дека е цена на чинење на тестот, во која што Фондот плаќа кон јавно здравствените установи за една услуга да се направи. Од Фондот за здравство се правдаат со купишта неразбирливи реченици и е невозможно да се свати на која основа и каква е таа методологија, што оваа институција ја користи за да ја пресмета цената по тест. Се споменуваат повеќе различни лабораториски услуги со референтна цена од 3000 до 5500 денари. Еве дел од нивното објаснување. ФЗО информира дека лабораториски услуги за серолошки анализи на инфективните причинители се со референтна цена од 1100 денари, а лабораториски услуги за молекуларни анализи за инфективни причинители и истите во зависност од техниката и бројот на причинители е еден повеќе или цел сет на вируси кои истовремено се детектираат. Постојат повеќе лабораториски услуги со референтна цена од 3000 до 5500 денари. Во земјава заклучно до вчера се направени 1800 тестови. Тестирања масовно се вршат и во приватната болница Жан Митрев. Од денеска во специјален пункт ќе се вршат тестирања за COVID-19 и во приватната болница Аџибадем Сестина. Последните на располагање имаат 15.000 тестови. Во сите приватни болници земањето брисеви се врши само со претходно закажување, а пациентите задолжително треба да носат маска.